Ново издание на нашата наплане. Добар ден и добре ни дојдовте. Денеска повторно имаме актуелна тема и актуелни гости. Ќе разговараме за еден инцидент кој што неодамна се случи на пешачката патека кај каналот Студентишта, кога параглайдеристи се спуштија директно блиску толпата на луѓе кои што пешачија и се шетаа на патеката. Но секако нема да се задржиме само на оваа тема, ќе зборуваме и за безбедноста на учесниците во ваквите адреналински спортови, што треба да се промени, што треба да остане, се разбира со нашите двајца гости, Антонио Додевски од Планинската спасителна служба. Добар ден и добре ни дојдовте. И Кристијан Темилковски, инструктор по параглайдерство, параглайдерист веќе 25 години. Добар ден и добре ни дојдовте. Кристијан, ќе почнеме од вас, како што најави во самата најава, како што кажав, поврзано со последниот инцидент. Како го коментирате она што се случи кај каналот Студентишта на патеката? Што беше причината? Еве, вие сте долги години во оваа област. Видете, најпрво сакам да ви кажам дека тоа не бил прв инцидент, меѓутоа се надеваме дека ќе биде последен инцидент, поради тоа што после овој инцидент, значи, Агенцијата за цивилно воздухопловство длабоко се загрижи и изрази значи учество да ни помогне да го решиме заедно со општината Охрид овој долгогодишен проблем, местото на слетување во градот Охрид. Знаете дека имаме повеќе стартови кои што ги користиме околу Охридското езеро, значи во зависност од правците на ветровите кои што дуваат, кои што стои многу битни за параглайдеристите. Значи имаме неколку стартови на Галичица планина, од кои два се над градот Охрид и еден на Баба што е над Трпејца. Сега овде овој проблем го имаме повеќе време, пошто ги имаме стартовите за полетување, меѓутоа немаме официјално безбедно званично место за слетување. Сега тоа значи ќе биде решено, се надеваме, после овој инцидент. Што беше причината? Кратко да кажам. Вака се, значи на секој пилот може да му се случи, неискусен или неискусен, значи ние знаете дека летаме слободни, безмоторни летала, значи тие се движат, значи по физички пат, по слободна потежина. И истите, значи, од термални движења, од термални струи може во даден момент да не поткренат, да не го дестабилизираат, значи моментот прилазот на слетување да не поткренат и сега пилотот може да одлучи дали ќе оди во вода или ќе оди на некој друго. Во оваа ситуација беше тој случај, значи пилотот беше поткренат точно над скејт паркот, кај што тој беше насочен на слетување кај Куба Либре, кое што место е доста тесно, кратко, напред ни е заградено со дрвја и не е добро за слетување тоа. Меѓутоа, значи, многу често го користиме и местото пред скејт паркот, значи, сега визуелно, може би после и со слика можете да го прикажете нештото. Тоа е Buffalo Beach, така позната. Значи, тоа е место многу подобро, многу побезбедно за слетување, затоа што е подолго и отворено. Меѓутоа, тука ни е многу заградено со канделабри, со ламби, со дрвјата, ајде можам да кажам, тие не ни сметаат толку. Значи, кои што поише ни сметаат ламбите и канделабрите. Значи, ние прилазот тука немаме направено некоја, да речеме, параглайдерист, некоја незгода да му приштети на локалните минувачи, шетачи што сте, меѓутоа се има доста ламби се има турнато. Да. Значи не директен судир, меѓутоа едно конче од параглайдерот, знаете, може да фати, тие ламби се така кревки, меки, не се такви се, не се прицврстени некако добро и тие лесно паѓаат. Едноставно кажано. Сега значи да сумираме и вас таа локација не ви одговара, така, затоа што е проблематична. Да, сега тука од Арама, значи ланската сезона ни наместија плюс за да ни го отежнат слетувањето, значи немаме некоја соработка добра, ни наместија жардинјери бетонски и со какво оправдување едноставно не знаеме. Знаете, тие доаѓаат ностоп, тука е забрането, не смеете да слетувате такви
изговори ни даваат се, плюс на тоа уште да ни го отежнат ни наместија бетонски жардинери, наместо да имаме разговор заедно да го решиме, ние имаме често доставувано барања, значи до армијата, као тоа е нивно место, за да ни овозможат тука да ни дадат еден дел да го обезбедиме ние, за да можеме да слетуваме. Напротив, тоа што е после скејт паркот, што е така кажано дека го стопанисува Куба Либре и дека им дозволуваат само на одредена група на пилоти да слетуваат, тоа не е никако добро. Значи, и барот и местото е отворено за сите гости. Значи и да одат да пијат кафе и да бидат на плажата, меѓутоа и да, ако им е дозволено недни да слетуваат, треба да им биде дозволено на сите да слетуваат. Се разбира некои што има дозвола тоа да го прават. Значи, ние параглайдеристите, тандем пилотите, имаме лиценци за тоа што го правиме. Сега што е многу битно, значи, после последниот случај, значи сме во комуникација со Агенција за цивилно воздухопловство и мислам дека се организирани и решени да ни обезбедат место за слетување по сите пропорции што го обезбедува. Значи отворено од сите страни, да не биде загрозен, да не бидат загрозени минувачи и шетачи што се локални тука. Меѓутоа, ако не е ова дозволено пред скејт паркот, тоа што е кај Куба Либре е тотално невозможно таму, бидејќи ни димензии, ни пропорции нема за такво нешто. Да, и да се избегнат пострашни трагедии, да кажем. Антонио, вие имате интервенции и на планина најчесто, така? Вашата спасителна служба е токму за тоа. Сте имале доста интервенции кај парагладеристи и каде најчесто? Ние во просек годишно имаме 2 до 3 интервенции на парагладеристи. За среќа не се сите со потешки повреди, ретко имаме и смртни последици. Во изминативе 10 на години да земеме, не повеќе. Меѓутоа, тоа не треба да значи некаков репер или сигнал дека нешто не треба да се случуваат. Едноставно, во авантуристичкиот туризам, тоа е една сосем нормална работа. Она што мислам дека кај нас е клучен проблем се две работи. Прво, не се едуцираат сите инстанции. Значи тука не влегува сега во прашање само оние кои практицираат спортска или туристичка активност. Во случајов Кристијан зборуваше за туристички активности, каде што комерцијално се изведуваат летови и значи не се само тие одговорни, туку цел еден сплет на институции кои што треба да има да преземат одредени мерки за соодветно управување со ризиците, бидејќи клучно во авантуристичкиот туризам е управувањето со ризиците, кое се прави по системски начин и за кое постојат одредени правила, процедури. Јас не сум експерт за параглайдинг, значи воопшто немам искуство со летањето, меѓутоа генерално авантуристичкиот туризам, јас сум повеќе од 25 години во фелата за унапредување на авантуристичкиот туризам генерално во државата и како човек кој бил долго време активен во развивањето на на професиите како водич во планина согласно меѓународни стандарди и сега последниве веќе 20 и кусур години како дел од планинската спасителна служба, каде се обидуваме да воведеме меѓународни критериуми и стандарди во самата активно спасување, која што доаѓа некако последователно на крај во целиот овој след на нешта. Значи, кога зборуваме за управување со ризиците, пред се треба да имаме во предвид дека постојат неколку фактори кои влијаат. Тоа е легислатива, која што очигледно не е соодветна во нашава држава. Постои инфраструктура, која што исто така не е соодветна и овие два фактори не зависат од оние кои практицираат. Значи не можат параглайдеристите да направат полетувалиште и слетувалиште, така тоа треба да направат институциите во насока на развој на туризмот. Понатаму едукација на луѓето кои практицираат активности, а многу битен фактор организаторите, значи туристичките агенции кои согласно законот за туристичка дејност имаат право и треба да ги организираат туристичките активности, така што сплет на сите овие фактори се резултатот онај кој што се случува. Сега тука на крајот мора да кажеме и да имаме идеален систем
на управување со ризици, на крајот несреќи повторно ќе се случуваат, бидејќи не секогаш е фактор човек, односно субјективен фактор, туку некогаш се случуваат несреќи заради објективни фактори, заради виша сила и така натаму. Меѓутоа, доколку ние имаме соодветен риск менеджмент план, доколку имаме соодветна инфраструктура, соодветно едуцирани кадар, нивото на несреќи ќе се намали. Токму тоа е целта на овие системи за управување со ризици, кои што за жал јас морам да констатирам дека многу малку се применуваат или се применуваат парцијално од одредени чинители, не од целокупниот систем. Да, на какви повреди сведочите? Ако станува се, ако ме прашувате за параглайдеристи, значи најчесто се политрауматски повреди, ретко се случува да нема никакви повреди, меѓутоа да треба да ги евакуираме, или се закачиле на некое повисоко дрво, или слетале некаде далеку каде што е тешко да сами да се евакуират. Меѓутоа, за жал, ретки се такви случаи, најчесто се политрауматски и за жал има и смртни случаи. Во овие неколку години имаме неколку такви случаи кои се случиле во нашиот регион само. Да не зборуваме за Крушево, каде што бројот на исто така, бројот на летови е еден од факторите кој што ќе условува колку несреќи ќе се случуваат. Така. Значи, како нам кај што има повеќе летови, нормално ќе има и повеќе инциденти. На што треба да се внимава? Што им кажувате на Јас сакам да се надоврзам на разговорот исто ова што го прикажа Антонио. Значи, како што кажав, во Охрид доаѓаат повеќе туристички парагледеристи. Значи, тоа е како дел од туристичката програма што го нудиме ние и градот Охрид. Значи, тоа е основен дел и модел. Меѓутоа, се зборуваше после случајов дека размислуваат воопшто да го забранат парагледингот. Значи во Охрид. Тоа не е добро, значи тоа е дел од туристичката понуда која што е многу барана и тоа ако се случи, ако размислуваат такво нешто, тие ќе го забранат за нас, а ние тука локалните што сме како програма. Меѓутоа сите странци кои што доаѓаат од Германија, од Англија, од Австралија, од сите тие не се информирани и стартовите си постојат на Google Maps, значи лоцирани, ги имаат како локација. И сите што доаѓаат, 90% пилотите си доаѓаат сами со сопствени возила или користат такси услуги тука, одат, летаат. Тие ја имаат локацијата на полетувалиштето, а немаат локацијата на слетувалиштето. Агенцијата за цивилно воздухопловство во нивниот правилник добро има наведено дека секој странски пилот мора да биде придружуван од локален пилот, како гајд, како гајдинг да им прави. Значи, не може, често се има дешавано тука, значи, групи, точно ги имам и ја носено групи од Унгарија, од Германија, кај што директно ме контактирале, јас сум тука како водич, и ќе ме застана тука, после летање, излегуваме во град да се прошетаме, и знаете инспектори да застанат, дали имаш водич, лиценца за водич. Јас имам лиценца за водич параглайдерист, како инструктор, како параглайдинг. Не може обичен водич туристички во Охрид да ги води за параглайдингот, и како што каже Антонио, не е нивни домен, не го познаваат тоа, едноставно кажано. И поради тоа се случуваат овие работи, како и во ситуацијава последниот инцидент што беше, значи пилоти доаѓаат од сите страни, полетуваат, тој може од Баба да полета, од над Трпејца да дојде, тие термални прелети се викаат, да дојде тука да слета, да не знае каде да следе, да се случува. Ама нема логика едноставно да се забрани спорт кој што Да, нема ни тоа да се случи. Нема ни тоа да се случи, тоа веќе го имам информацијата од Агенција за цивилно воздухопловство и на градот Охрид, тоа не му одговара бидејќи туристранските гости кои што ги сака Охрид да ги има тука се повеќе, тие не идат за да седат на плажа, на езеро, тие идат да ги посетуваат алтернативни спортови како планинарење, АТВ, параглайдинг, пешачење, возење точак околу езеро. Значи 99% се такви гости. За ова да се реши, значи ние не можеме сами. Ние ги знаеме кај ни се полетувалиштата, знаеме кое треба да не биде слетувалиште, ние не можеме сами да го издействуваме, ни треба дозвола од општина, дозвола од другите инстанции тука, од другите установи што ги има. Значи исто тука од голема помош и поддршка ни дава и Национален парк, меѓутоа треба уште да работиме за нештото да биде попрофесионално да изгледа. Зошто? Значи тие си имаат нивни ценовник, нивни се направено сето тоа, меѓутоа не е само тоа дел и ние сето тоа да го контролираме на крајот на краиштата. Значи јас кај што сум бил по повеќе држави и на надпревари и како така ентузијастичко летање, значи и во национални паркови им се дава
поголемо право на самите организации на параглайдингот. Ние сме тука организација како на тандем летови, ама ние сме тука буквално да се каже не 24/7 на ноќе не летаме, меѓутоа преку денот од тука што сме екипите што функционираме, значи го контролираме паркот, кој лета и како лета и колку лета. Значи често пати се случува да сретнеме некои странски гости, кај сте, со кого сте, имате водич, немате дозвола. Често се случува да ми пишат тука сум пилот од Англија, гледам дека летате, дали изнајмувате опрема за летање. Тоа во никој случај не го правиме ние. Так. И тој кој ќе дојде со негова опрема, буквално му барам дај да видам лиценца колкаво искуство имаш, бидејќи ова тука место што е надве Лестово кај што летаме, тоа е лесно за полетување, ама не е лесно местото за слетување. А Галичица си е баба, значи на трпејца си е захтевна, таа си е карпест предел со многу големи термални струи, значи си бара професионален пилот да се биде за да лета таму. Да, Антонија, гледаме дека има голем интерес за повеќето авантуристички спортови. Имаме ли добра инфраструктура? Ја начнавме веќе таа тема, освен за параглайдерството, дали и за останатите спортови Македонија, тоест нашиот регион нуди солидна, да кажем, инфраструктура и услови? Ова е трик прашање, бидејќи е невозможно да се одговори едноставно, затоа што пак ќе речам во суштина доаѓаме до клучниот проблем, тоа се системски решенија. И, како да кажам, спорадично овде-онде постојат некаде повеќе инфраструктурни услови, некаде повеќе екипираност на одредени тимови, некаде подобра водичка служба, некаде подобра агенција која го организира тоа на добар. Меѓутоа, сето тоа е на еден некоординиран и несистемски начин, односно ние немаме пропишани протоколи по кои што треба да се одвиваат активностите согласно одредени законски норми и согласно одредени потреби кои што ги имаат и давателите на услуги и корисниците на услуги. Значи, многу е важно да имаме системски пристап кон решавање. Ние ако гледаме Галичица, например, Галичица како национален парк има, кажа соговорников дека имаме одлични полетувалишта. Значи паркот нешто ново, јас колку што знам, полетувалиштата се уредени и регистрирани, дури таму има некоја процедура за регистрација, значи тоа го има направено националниот парк. Ако земеме дека имаме една мрежа на патеки, пешачки и велосипедски во националниот парк која што е извонредна. Значи одлично уредена, постојано се одржува и така натаму. Во Охрид имаме и 24/7 планинска спасителна служба. Тоа не е системски решено. Че ние немаме системско решение за туризмот. Фалат слетувалишта, фала, например, во Охрид имаме години чувство и слушаме и од другите даватели на услуги дека ни фали некоја туристичка инспекција која ќе води контрола како се одвиваат работите, бидејќи овде туризмот е од една, значи, мешовита категорија на активности и во голем број се случува во еден краток период, значи периодот од јуни до септември, крајот на септември, па веќе за среќа се проширува сезоната, меѓутоа имаме во еден краток период голем обрт на посетители во најразлични сфери. Значи, сега некои даватели се поквалитетни, некои полоши, некои клиенти се добри, некои лоши, некои ценати бараат квалитет во услугата, некои не ги интересира пониска цена. Сето тоа влијае на вкупната безбедност. Значи, ние кога анализираме безбедност, анализираме како еден целокупен систем кој што треба да функционира. Тука се и надлежните институции, во нивниот случај Агенција за цивилно воздухопловство. Во одредени други случаи е секторот за внатрешни работи. Така, тука е за безбедноста влијае сериозно и подготвеноста и нитната медицинска помош. Некогаш многу често ние помагаме, да, асистираме на нитната медицинска помош, дури во ситуации кога не се во наша надлежност, меѓутоа го правиме тоа бидејќи гледаме недостаток системски. Например, во крајбрежните зони, каде што не може нитната медицинска помош да пристапи со возило, многу често, особено во Канео, населбата, сме интервенирале на здравствени проблеми да евакуираме некого таму, бидејќи до населбата не може нитната помош да дојде. Треба луѓе кои што со соодветни носила ќе го изведат повредениот, болниот или по воден пат или да го донесат до амбуланско возило. Сето ова се системски прашање на системско уредување на нештата, кај што сите чинители имаат своја улога и одговорност. И пак ќе речам, не се сведува све само на давателите на услуги, туку и на оние кои што ги креираат системот во државата, тоа се институциите кои што носат, значи, законодавната власт, извршната власт и локалните власти на крајот на криштата.
Јас сакам исто да се надоврзам. Спасител, како што каже Антонио, има неколку пати интервенира во последниве години, меѓутоа стрикно на соло пилоти, сами летачи и странци. Никогаш немаат интервенирано на тука локалните ние даватели на услуга тандем летови. Значи ние точно по процедура се ги запазуваме работите што се случуваат, зната се случуваат работи, меѓутоа ние си имаме со нас и прва помош и сега има еден проблем кој ќе се лета дали соло пилот или тандем пилоти кој ќе летаме од над Баба, над Трпејца, Галичица со слетување љубаниште доколку би дошло, а имало такви ситуации да дојде поназад годините да не се навраќаме наназад до кај што има потреба од амбулантно возило, а во шпицна сезона тоа е просто невозможно. Значи на амбулантното возило му треба минимум 45 минути до сат да стигне таму, ако има гужва и повеќе. И тука и најголемите трагедии, да речеме со смртни случаи се имаат кај што би можел да преживеј, ама ради небрза интервенција сега тука може, како што спомна, пак ќе кажам Антонио, дека и други системски работи треба амбулантно возило со брз чамец, со други работи кај што спасувачката служба може нема таква опрема за да помогне на тој дали е во домен на такво нешто. Треба сите заедно да се организираме, да си помогнеме во тој дел, Охрид да го развиваме во подобар и побезбеден туристички центар. А како е кај учесниците во спортовите? Совесни ли се? Ја мислам дека одговорно. Сите 99% се однесуваат одговорно, никој не размислува на лоша работа, меѓутоа таа се случува во секунда. Антонио? Јас не би рекол дека сите се одговорни, учесниците, особено индивидуалците кои во овие модерни услови на широка достапност на информации, многу тешко е да се направи дистинкција кои се точни, кои се погрешни информации. Многу луѓе се решаваат бидејќи живееме во конзумеристичко општество, луѓето имаат се е достапно, значи може да купат опрема едноставно. Сега се модерни оние IT технологии, бизниси каде што многу млади од дома заработуваат големи пари, едноставно вложуваат средства во скапа квалитетна опрема и мислат дека опремата е пресудна, меѓутоа го занемаруваат факторот на едукација која што е клучна, без разлика, значи ниту чевлите одат, ниту параглайдерот лета, ниту ранецот јавно го носи теретот, тоа го прават луѓе. Луѓето треба да бидат едуцирани соодветно, правилно за да можат да и многу голем дел од несреќите не само во параглайдингот, туку кои се случуваат генерално ние низ овие години кои ги имаме регистрирано, се токму поради елементарни пропусти, не пропусти кои се случиле моментално заради некаква состојба, туку елементарни пропусти од неедуцираност кои понатаму резултираат со. И не само во моментот зошто е како причина за настанување на несреќата, туку и откако ќе настане несреќа, имаме пропусти за доцнување со повикување на помош, импровизации, да се зацкрие на некој начин незгодата која се случила поради не знам какви причини, поради срам од општеството, поради X причини се прават пролонгирање на моментот на повикување помош, за кога веќе ќе се повика помош да биде доцна. Значи сите овие работи се од субјективна природа, односно од несоодветна едукација. Пак ќе речам, за жал ова модерно време, интернетот си го прави своето, луѓето им е се достапно, меѓутоа едно нешто што не е достапно е перцепцијата што од она све што постои во етерот е вистинско и квалитетно и треба да се примени во пракса. Кои се најчестите интервенции на планина? Пак ќе речам, сега да не испадне дека параглайдерите значи во таа категорија генерално во туризмот, бидејќи кај нас најчесто се туристички несреќите. Ние имаме некаде околу 60 до 70% се туристи кои практикувале некаков вид на туризам и другите се локално местно население кое работело некакви стопански активности на планина, па му се случило некоја незгода. Во туризмот генерално ги делиме во две категории. Има soft adventure туризам и има hard adventure. Значи soft adventure се оние меки кои што можат широка популација луѓе и најголем број од туристите се во таа категорија. Значи пешачки тури, некој лесен хајкинг, некој авантуристички активности во природа каде што помалку се случуваат несреќи. И hard adventure каде што влегува и параглайдингот, влегува качувањето на карпи, влегува велосипедизмот планински, влегува сега ова модерно возење на all terrain vehicle, значи оние 4 колки популарно кажани, кои што некој ги изнајмува, искуството на оние кои што ги управуваат е дискутабилно, некојаш и за прв пат се среќаваат со таков вид на возила
и едноставно се случува. Значи, тој тип на несреќи се и покомплицирани бидејќи многу почесто, бидејќи станува збор за поголема брзина, падови од поголема висина и секогаш се со посериозни повреди кои што треба да бидат соодветно третирани. Инаку генерално тоа е. Сега го реков, имаме и несреќи на локално население кои што изведуваат различни работи со трактори во планина, со моторни пили, со опасен алат, значи кои што се случуваат несреќи, меѓутоа пак ќе речем, генерално нашиот регион има несреќи во областа на туризмот. Во овој дел од емисијата сакам да заокружиме со еден апел во однос на оваа тема, апел и до институциите и до учесниците, така? Точно. Што би порачале вие? Вака, значи, учесниците во овој дел од нашиот спорт да бидат повнимателни, секогаш да и дури и локалните што немаат доволно искуство да контактираат со локални од градот или надвор од градот што имаат повеќе искуство, да не одат никогаш и никаде сами и стално да ги имаат броевите од спасителната служба и од нормално прва помош и се што е потребно за побрзо да бидат и спасени и да бидат побезбедни во секоја ситуација. Јас повеќе би апелирал до надлежните, бидејќи често апелираме до посетителите, до оние крајни корисници, меѓутоа надлежните мислам дека треба да е дојдено време, ако не сакаме да не го наречам сега да не звучам лошо, меѓутоа хаос кој што ни предстои, бидејќи бројот на несреќи ќе расте, бројот на посетеност очигледно расте, значи како расте посетеноста така ќе растат и несреќите. Ние пред околу 2-3 недели имавме овде регионална средба на планински спасителни служби, каде што бројките кои се случуваат во Словенија и во Хрватска се алармантни. Тоа се по неколку илјади, значи интервенции годишно. Во Словенија имаат 700, значи сериозни повреди годишно и имаат преку 350 летови со хеликоптер во спасителни операции. Значи тие бројки, ако ги пресликаме Словенија да речеме по географија и по број на жители е слична како Македонија. Ако ние тој интерес на посетителите кој што го има во Словенија, ако се појави кај нас, едноставно не сме подготвени како општество да го прифатиме, сега зборувам како служба за спасување. Значи, ние во моментов апсолутно апелирам, имаме крајно нерегулирани нормативни акти со кои што се регулира дејноста планинско спасување. Ние досега се соочуваме со многу проблеми од тој аспект. За среќа не сме имале проблем кој што навистина ќе биде на нашиот грб сериозен терет, меѓутоа пливаме во една таква ситуација. Едноставно имаме проблем со овластување за вршење на работата, а сите институции во нашиот регион например се подпираат на нас. Кога ќе се случи несреќа не повикуваат, ние одиме вршиме работата. И се додека е се во ред нема проблем. Меѓутоа не дај Боже, може да се случи повреда и на наш волонтер. Тогаш ќе настане проблемите кој, зошто, како. Едноставно ние апелираме години веќе дека овие овластувања кои што ни недостасуваат мора конечно да бидат ставени во некаква форма за државната легислатива, мора да бидеме препознаени, од друга страна службите мора да добијат и соодветна материјално-финансиска подкрепа, затоа што во моментов нашите колеги од останатите региони едноставно кубурат со елементарна опрема. Ти колку и да се подготвени тие луѓе, спремни алпинисти да може да кога ќе немаат опрема заводна, едноставно без опрема, значи не може да се една имобилизација или еден транспорт на повреден ако е неколку стотици метри од пристапен пат е невозможно да се направи без таа соодветна опрема. Работиме интензивно на проекти, меѓутоа не се проектите решение. Тоа не е системско решение, тоа се решенија кои што ја ублажуваат нашите проблеми, меѓутоа не ги решаваат. А бројот на несреќи интензивно ќе расте и треба да сме порано подготвени. Значи она искуство кое го земаме од останатите земји треба да го имплементираме пред да ни дојде тој голем проблем кој што очигледно доаѓа. Така, да. Имаме уште некоја минута до крајот на емисијата и сакам на крајот да зборуваме за вашите успеси. Учествувате на меѓународни надпревари и неодамна се вративте, за што станува збор, каков надпревар беше тоа? Учествуваме на меѓународни надпревари од дисциплина прецизно слетување и крос-кантри надпревари од нашите колеги исто така. Значи, имаме големи достигнувања, значи постигнато трето место на светско првенство како национален тим во крос-кантри, во прецизно слетување исто така.
повеќе први места на светски купови, на меѓународни надпревари. Организираме сега надпревар, тука организиравме 2 пати надпревар едно по друго, како Европски куп во Охрид беше, сега значи се бориме да земеме еден светски куп, сега светски куп еден се организира во Прилеп, ќе биде во Крушево или во Прилеп, зависно од временските услови. И имаме доста нови таленти, пилоти, млади пилоти, меѓу нив до 14 години, значи што се надпреваруваат исто така на од меѓународен карактер. И полека, но сигурно спортот го градиме доди напред во државата. Убаво ли е да се биде параглайдерист? Возбудливо е. Возбудливо е нормално, да. Значи да зборуваме малци за убави работи, возбудливо е, треба да дојдете да видите, да пробате, имате тука можност. Значи нешто што не може да се опиши, мора да се почувствува. Така, Антонио, спомнавме дека нашата Охридската планинска посетителна служба располага со современа опрема и вие сте достапни 24/7. На што работите во моментов? Ке има ли нови проекти? Да, во моментов имаме активен проект, значи во ноември месец започнавме проект финансиран од Европската комисија, програма за прекогранична соработка со Албанија. Проектот е со наслов Волонтери во акција за безбедност на луѓето и заштита на природата. Само и име кажува доста. Од тоа партнери во проектот се Црвен крст Охрид, Националниот сојуз за планинско спасување, Национален парк Галичица, Федерацијата за планинарство од Албанија и Општина Печин во Албанија. Значи, идејата е она кое што со претходните проекти го постигнавме овде, односно го споставивме еден 24-часовен систем на покривање со современ оперативен центар, да го пресликаме во Албанија. Таму е предвидено да се прави една градба, која ќе биде своевиден оперативен и тренинг центар на службата таму, да се опреми, да се едуцира нивната служба во рамки на Федерацијата за планинарството и имаат оддел за планинско спасување. Значи, треба да ги едуцираме согласно оние препораки стандарди на ИКАР, тие веќе пуштија апликација до Меѓународната комисија за алпско спасување, така што во овој процес треба да ги едуцираме, да ги опремиме соодветно, да може да ги исполнат минимум критериумите и здравје понатаму да влезат и во меѓународно семејство. Кај нас се набавува доста опрема за планинско спасување, за Националниот сојуз, за неколку претежно во западниот дел, бидејќи за жал проектите се регионално поврзани. Ќе бидат опремени неколку станици со она минимум нужна опрема која што е неопходна. За службата за прва помош и спасување на вода од Црвен крст Охрид се набавува, веќе во постапка сме на изработка на тендерска документација на специјален брод амбуланта, кои се надеваме дека од следната сезона веќе ќе биде во функција. Станува збор за еден средно голем брод, некаде околу 10-11 метри, кој ќе има затворена кабина со можност за транспорт на пациенти, исто како секој амбуланско возило, со релативно добра брзина да може да биде значително поефикасен во однос на копненото делување. И тука ни е партнер Националниот парк, каде што заедно со паркот ќе имаме доста превентивни активности во аспект на заштита на природа, а клучната активност ни е на островот Голем град, каде што во моментот се случува исто така неорганизирано стихино посетување од страна на не соодветни даватели на услуги, каде што многу често се вршат и односно се забележани штетни последици по тој кревок биодиверзитет таму. Така што ќе набавиме 2 пловни објекти, се уште работиме на анализа дали ќе бидат 2-1 или соодветни за Преспанското езеро, со кој што Националниот парк ќе организира туристички посети. Ќе има ангажирано посебно водичи кои што ќе бидат едуцирани да управуваат со пловните објекти и да ги водат луѓето на островот, така што се надеваме дека нивното присуство таму ќе ги одврати оние во наводници нелегални посети, бидејќи тоа е строго заштитена зона и треба да се одвива по одредени критериуми. Така што сето ова треба да се случува во следните 2,5 години. Ето, тоа е она, ако прашаш прашањето за што ќе се пофалиме, се фалиме дека имаме, самите успеваме да издействуваме проекти, да изработиме апликации, да добиеме средства, бидејќи од институциите тоа недостасува. Единствено тука морам да кажам дека сериозна поддршка имаме од локалната самоуправа на општина Охрид,
која веќе неколку години издвојува буџетски средства за финансирање на оперативните действија на планинската спасителна служба, без кои што немаше да можеме да бидеме оперативни. Да. Тоа се дел од средства, значи треба многу повеќе, меѓутоа, еве, општина Охрид како позитивен пример треба да служи на останатите општини, да ги кои што поддржат. треба да ги поддржуваат ваквите волонтерски. Да, и на крај уште едно прашање, дали имате доволно спасители за да покривате? Во нашиот регион имаме доволно спасители, имаме и сега како сојуз, бидејќи јас сум председател на Националниот сојуз, во сојузот имаме 12 организации, имаме доволно волонтери, реков недостасува опрема и за жал имаме региони од државата каде што немаме тимови, нема заинтересирани организации кои би се обврзале да ги почитуваат стандардите кои ги пропишуваме ние како сојуз, а тие се секако кај безпресликани од препораките на ИКАР за да можеме да даваме услуги на едно повисоко ниво. Се обидуваме и работиме на таа тема доста. Не оди лесно, меѓутоа. Да, се борите. Да. Тоа е важно. Се бориме веќе 25 години. Така е. И успешно да кажеме. Тука ќе привршиме нашата емисија. Многу ви благодарам за сите овие информации кои што ги споделивте. Ви посакувам успех во работата, да имате многу заинтересирани гости кои што ќе сакаат да летат и да ги гледаат убавините на нашиот регион. И сите да бидат безбедни, што помалку да не повикуваат. И се помалку негативни последици. Задружени сам. Така. Ви благодарам и вам, драги наши, што бевте и денеска со нашата наплана. Се дружиме повторно следната среда. Довидување.